Силното невреме што го зафати регионот не одмина ниту Македонија. Обилните врнежи од дожд ги зголемија водостоите на реките, а предизвика и голем број на одрони на регионални патишта. Од Центарот за управување со кризи информираат дека е зголемо водостојот на Кратовска и Крива река, додека во Демирхисар е евидентирано излевање на Црна река во селото Жван, што резултирало со поплавени земјоделски површини. Регистрирани се и одрони на регионалниот пат Струмица-Валандова, а силниот дожд оштетил покриви на куќи во Прилеп. Најави за нови временски неприлики со дожд, но и снег на повисоките предели се очекува во текот на целиот викенд, како и на почетокот од идната недела. УХМР за телевизија 24 велат дека се очекуваат обилни врнежи од дожд, кои може да достигнат и до 40 литри на метар квадратен. Времето денес ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместо врнежите ќе бидат пообилни, над 40 литри на метар квадратен за 24 часа, со услови за појава на невреме со грмежи и силен ветер. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 13 до 23 степени. И во Скопје променливо облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен повремено засилен јужен ветер, а максималната температура ќе достигне до 18 степен. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини врнежите од дожд ќе пременуваат во врнежи од слаб снег. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од југозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 2 до 8 степени, а максималната во интервал од 8 до 24 степени. Утре и во Скопје променливо облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен повремено засилен јужен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 5 степен, а максималната ќе го достигне 13 степен. Значи, денес и утре ќе се задржи променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. А утре, поради продорна постудена воздушна маса на повисоките планини, врнежите од дожд ќе пременуваат во врнежи од снег. На почетокот од следната седмица, утринските температури значително ќе опаднат. Нови локални врнежи се очекуваат од вторник. Дополнителни детали за останатите региони на Македонија, каде што се регистрирани хавари од невремето, дознаваме од Адријана Митевска-Момировска. Југозападниот и пелагонискиот регион под вода, најкритично во Охрид, Ресен и Битола. Поплавени се десетина куќи во охридското село Орман. Поради одрони и поплави, затворен е дел од патот Охрид-Светинаум. Жителите велат ова не е само временска непогода, туку и човечки фактор, дивоградби, но и негрижа, нередовно чистење на коритата и каналите. Родот во селото Орман е потполно уништен. Нивите и овоштарниците се под вода. Жителите велат ќе поднесат пријави и тужби до сите институции. Па од Орман, верувајте, 90% од бавчите и пластаниците се веќе уништени. Верувајте, овоштарниците, еден голем дел, од Орман, па се скоро до Железничка, посебно тој дел натака према Билјанини извори, секој овоштарник е оштетен. Имаме десетина куќи од мостот кај Орман према Железничка, сите се под вода. Има тука неколку магазини, човек што се бави со сточарство, неколку тон, десетина, може 20 тони храна под вода, значи нека ми извинат тотална негрижа од страна на соодветните институции. И пак ќе напомнам и то како ќе сме жестоки овој пат ќе се организираме. Од општина Охрид информираат дека од утринава ситуацијата е под контрола, но се следи постојано бидејќи водотеците и понатаму се на високо ниво. Во делови од градот водата достигна по високо ниво, поради што беше неопходно испомпување за да не се предизвикаат штети врз објектите. Покрај справувањето со поплавените површини, екипите на јавните предпријатија интервенираа и на неколку локации каде што силниот дожд и ветер предизвикаа пад на дрвја, со што беа блокирани делови од јавните површини. Општина Охрид упатува апел до граѓаните да се воздржат од движење низ различни подрачја, каде што има зголемено ниво на вода и да пријавуваат критични состојби кај соодветните надлежни служби. Уште покритично е во Ресен. Од Центарот за управување со кризи информираат дека поплавени се над 50 куќи, но и магазини, како и земјоделски површини. Во општина Ресен, како последица на обилните врнежи, дошло до излевање на реките Боланска и Источка во селата Царев двор и Дрмени, со што се поплавени над 50 куќи, магазински простори, визби и земјоделски површини. Ангажирани се екипи на јавните предпријатија и приватни фирми со вкупно 4 багери, 7 пумпи и повеќе приватни пумпи за црпење на вода. На регионалните патишта има наноси од земја кои се расчистуваат по приоритет. Градоначалникот Озиевски вели кризниот штаб е постојано на терен меѓу граѓаните. Штети има. На некои места е направена и огромна
материјална штета, за среќа немаме човечки жртви. Поплавени се околу 50-тина, по првичните проценти околу 50-тина објекти, жителите се справуваат. Сите ние сме тука да помогнеме, тие сите со своите ресурси, ние со сите нашите заедно, цел кризниот штаб е и во моментот на терен, со механизација, со пумпи. Сериозна состојба е пријавена и во Битола, каде што екипите работат во повеќе подпелистерски села, меѓу кои Нижеполе, Дихово, Цапари, Породин, Жабени и други. ЈП Нискоградба и АД Водостопанство подигаат насипи на Драгорка и Долно Оризари, а на мостот во Карамани се расчистуваат гранки и отпад за да се овозможи поголем проток. Поради вода на коловозот затворени се делниците Лера, Доленци и патот кон Цапари. Нивото на реката Црна се искачи на 2,7 метри, а водовод Битола работи на дефект кој остави без вода повеќе населени места од Кравари до Меджитлија. Пријавени се поплавени подруми, дворови и ризични канали. Во Прилеп пак пријавено е паѓање таван на куќа на улицата кај Макчалан, како последица од дождовите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство упатуваат апел до населението во регионите каде што има поплавување, да внимаваат на безбедноста на храната, водата за пиење, како и здравствената состојба и благосостојба на животните. Доколку во регионите каде што веќе има изливање на реките и поплавување на домовите и земјоделските површини, а водоснабдувањето се врши од индивидуални водоводни објекти, има видливо заматување на водата, истата да не се користи за пиење и за готвење се до санирање на состојбата и добивање лабораториска потврда дека водата е безбедна. Редовно да се одржува хигиената на рацете пред се по контакт со водата од поплавата или со предметите кои биле поплавени, почистени пред подготовка на храна. Да се внимава и да се заштити готовата храна за да не дојде во контакт со водата од поплавата или со отпадните води. Покрај делови од Македонија, со големи поплави се соочува и нашиот јужен сосед. Големи штети, поплавени домови и улици, како и лизгање на земјиштата, остави зад себе силното невреме што ја погоди Западна Грција и островот Крит, а во неколку општини е прогласена вонредна состојба. Со неповолни временски услови се соочува и Хрватска, како и Босна и Херцеговина, каде им обилни врнежи од снег, што ги принудило властите да донесат мерки за предпазливост.